Дозволите ми да изразам огромно задоволство што имам чест да посакам добре дојде на новиот член во македонската деловна заедница, германската компанија СТС Textiles. Денешниот настан е одлична можност да споделиме убав повод кој што ќе ги израдува жителите на Демирхисар и околните населени места. По влезот на рускиот Гришко во 2013 година, уште еден странски инвеститор ги препозна одличните бизнис услови кои што ги нуди овој регион и одлучи да реализира нова браунфилд инвестиција која што ќе отвори нови перспективи и можности за вработување на локалното население. Вложивме многу енергија, труд и време да го убедиме менеджментот на компанијата дека Македонија е најдобриот избор за нив и дека владата на Република Македонија и општината Демирхисар ќе бидат нивен искрен партнер кој што целосно ги поддржува во реализација на сите нивни деловни активности. Тука не застануваме. Како владин економски тим, уште поинтензивно и поенергетично ќе го вложиме сиот нашиот капацитет за да присуствуваме на уште многу вакви настани. На компанијата и посакувам успешна работа и остварување на цртаните деловни активности, а на жителите на Демирхисар и поширокиот регион ги охрабрувам да ја препознаат шансата која им се нуди и се надевам дека ќе станат дел од оваа успешна компанија. I have to apologize that I'm not able to do that in Macedonian language. Next time I will. Се извинувам што не можам да зборувам на македонски јазик, но нареден пат ќе го направам тоа. We are a high-technic textile company situated in Germany and have looked for a second place to start production all over Europe. Нашата компанија се занимава со текстил, лоцирани сме во Германија, а ова е второто место кое што го избравме за да продолжиме со нашето производство. And through that procedure, we have visited Poland, Romania, Bulgaria, and also Macedonia. And due to the efforts of the Macedonian government and the very warm welcome from Mr. Peshevsky and Mr. Shekerovsky and the efforts of his team, we have decided to go to Macedonia. Ние посетивме неколку зими за таа прилика, ги посетивме Холандија, Бугарија, Романија и Македонија, но по напорите што ги вложија господинот Пешевски, господинот Чекировски и нивниот тим, ние решивме дека треба да инвестираме тука. As a family-owned company, we are reliable to our decisions. Како семејна компанија, ние се подпираме токму на нашите одлуки. And the registration of the new company will be done within this week. Регистрацијата на новата компанија ќе се случи во текот на наредната недела. And our plan is to start with the first technology within the next 4 months. Нашите планови да започнеме со технологијата се однесуваат на првите неколку месеци. At the beginning, the plan is to employ 150 people. На почеток ќе започнеме со вработување на 150 луѓе. And during the process of the investment in the next years, it will be up to 1,000. А во текот на наредните години, во целиот процес ќе се вработат околу 1500 луѓе. We are happy to be here. Среќни сме што сме тука. And we want to offer all the people around Demir-Hisar the possibility to apply. Сакаме да им понудиме на луѓето околу во Демир-Хисар и околината да се пријават за вработување. And we are looking forward to our future here in Macedonia. Thank you very much. Со нетрпение очекуваме нашите иднина тука во Македонија. Ве благодарам. На почеток сакам да потенцирам одличната соработка на локалната самоуправа со владата на Република Македонија и како плод на оваа соработка ние демирхисарци од денес имаме нова причина за задоволство на повидок е реализација на уште една браунфилд инвестиција во нашата општина. После една пауза создадена како последици на мрачните транзицијски години, повторно ќе се запалат светилките на производствените погони на поранешна застава во Демир-Хисар. Изминатиот период, нашиот потврден германски бизнис партнер СТС Текстил развиваше проектна идеја и бизнис план за инсталирање на производствена технологија што ќе обезбеди нови вработувања. Денешниот настан е најдобар, најоригинален и најпотврден доказ колку многу и колку посветено работевме заедно со владата на Република Македонија во создавањето услови за побрз економски развој на нашата општина.
Градиме локални патишта, спортски сали, спортски игралишта, градиме станови, но и создаваме услови за отворање на нови работни места. Големи се нашите очекувања од ова и новите инвестиции што ќе се случат наскоро, бидејќи сето тоа ќе го подобри квалитетот на живење во општината, а тоа значи подобрување на социјалната слика на општината, но и една од можностите да се задржат младите луѓе во нашата општина, а секако и на подобрување на генералната економска состојба, што искрено сите ја посакуваме. Нема подобар начин да се покаже спремноста да се помогне на сопствената држава, да му се помогне на сопствениот народ и да се придонесе за севкупниот прогрес на Македонија од тоа да во општини или во општина каде што бројот на невработени е релативно висок, донесете нова голема странска инвестиција. Денеска, заедно со тимот кој што работеше, еве официјално објавуваме дека една многу солидна, на меѓународно ниво позната компанија од текстилната индустрија, но со висок квалитет и со висока технолошка спремност, се одлучи да инвестира токму во Република Македонија и тоа во општина Демирхисар. Се разбира, за граѓаните на Демирхисар, ова ќе значи, после подолго време, конечно отварање на нови перспективи во поголем износ. Претходните инвестиции помогнаа, но мислиме дека со оваа инвестиција и ќе се постигне драматично намалување на невработеноста во општината, иако овој тренд беше позитивен и во изминатите години. Не и денес гледаме дека, согласно статистиките, бројот на невработени во општина Демирхисар континуирано се намалува, но мислиме дека со инвестицијата на СТС Textiles, оваа цифра конечно ќе стане многу ниска и дека општина Демирхисар од неразвиена општина постепено ќе се приклучи на се поголемиот број на македонски општини кои што имаат исклучително ниска стапка на невработеност. Самиот процес на привлекување на инвестицијата изискуваше и време, и напор, и посветеност, и тука морам да го пофалам господинот Климент Шекеровски, заменик директор на Агенцијата за странски инвестиции, и неговиот тим, кој што навистина вложија огромен напор, огромна посветеност, голем број на посети на општината, голем број на средби, и со мене, но и со сите релевантни чинители. Морам да го пофалам, се разбери, и градоначалникот, кој што укажа должно внимание, спремност да излезе во пресрет на сите барања и брзо да одговори на она што беше потребно за да сопственикот на компанијата и неговиот тим бидат уверени дека Македонија во овој момент е најдоброто место за инвестирање и за проширување на нивниот бизнис надвор од Германија. За нас беше посебно важно тоа што компанијата, како што кажав, иако доаѓа од текстилната индустрија, сепак е компанија со многу висока технолошка подготвеност. Имено минатата година од страна на германското списание Менаџер, значи, ќе повторам, од страна на германското списание Менаџер, компанијата беше прогласена за најиновативна компанија во Германија во својот сегмент. Имаат, значи, не се работи за класично производство на текстил, туку се работи за многу иновативни технологии кои што се употребуваат понатаму и во градежништвото, и во останати сектори, што значи се работи за технолошки многу напреден процес, кој што ќе има и дополнителни ефекти, бидејќи ќе придонеси за трансфер на знаење, на вештини и на локалното население и на локалниот менаџерски тим. Уште едно уверување до граѓаните на Република Македонија дека сегашната влада, иако се работи за влада која што може би има определен технички карактер, сепак максимално работи посветено на реализирање на плановите, на сите наши најави што ги имаме направено претходно, кога во полн капацитет со целосен политички легитимитет беше раководено од премиерот Никола Груевски. Тие политики продолжуваат и денес и како што гледате ги даваат резултатите и тоа е она на што сме посветени и во овој период, тоа е она на што ќе бидеме посветени и во периодот по завршување на изборите на 5 јуни. Едноставно, Македонија нема време и нема потреба да се занимава со политичка криза, треба да се решаваат прашањата кои што се од економијата, тие се најважни, бидејќи во секојдневниот живот на луѓето, прашањето на екзистенција е од првостепено значење и токму тоа е она каде што и ние ќе го вложиме максималниот напор.
Ја користам уште еднаш можноста да им честитам на сите што учествуваа во процесот, на поддршката да се заблагодарам што ја добивме и од кабинетот и лично од председателот Груевски во изминатиот период, на Агенцијата за странски инвестиции, на тимот кој што работеше на оваа инвестиција, на општината Демир Хисар, на градоначалникот и се разбира на Министерството за финансии, кој што исто така беше вклучено, а и се разбира на министерот Джери Наумов, кој што во име на владата ќе биде и потписник на конечниот договор и на неговиот тим за нивниот ангажман кој што вложи кој што резултираше со овој договор. Посакувам многу успех на компанијата. За нас е многу важно тие да имаат успешна операција во Македонија, бидејќи не е доволно само да привлечете, потребно е да направите и сериозни напори да задржите една компанија и македонската влада, сите оние кои што сме вклучени, општината Демир Хисар ќе го дадеме својот максимум да овие услови кои што придонесува да компанијата дојде во Македонија, ги задржиме, ги направиме уште подобри, бидејќи тоа е она што ќе резултира во ситуација каде што двете страни се задоволни, односно win-win, што би се рекло на англиски. Благодарам уште еднаш, многу успех Маркус ви посакувам во Македонија и да се видиме на отварањето на погонот.